Со Богородица стоиме под крстот. Евангелието за петата недела од Великиот пост ни зборува како Исус и неговите ученици се на пат за Ерусалим. А неговите ученици се уплашени, затоа што Исус веќе им беше навестил што ќе се случи со него. Покрај тоа се и вознемирени. Еве и ние овие денови преку текстовите од Светото Евангелие се приближуваме кон крајот на Великиот пост, она наша духовна подготовка за празникот Воскресение Христово. Одиме во пресрет на Ерусалим преку обредите на црквата, за да присуствуваме на настаните од неговото страдање и воскресение. А гледајќи се она што се случува околу нас во светот, мора да признаеме дека и ние, можеби како учениците, сме малку исплашени и вознемирени. Но Исус гледа во срцата на своите ученици, гледа во нивните стравови, затоа повторно ќе ги повика за да ги поучи и охрабри. Тоа сака да го направи и со нас преку ова слово. Тој не се обидува да им наслика идеална слика како што им одговара на нив, туку јасно истакнува што ќе се случи со него. Ги соочува учениците дека Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт и ќе го предадат на незнабожците. И ќе го исмеат, и ќе го бијат, и ќе го плукаат, и ќе го убијат. Но исто така им навестува дека ќе го победи злото, со тоа што на третиот ден ќе воскресне и ќе ја победи смртта, најголемиот човечки непријател. Потоа евангелистот не упатува на двајцата Исусови ученици, синовите на Заведеј. Имено тие имаат своја желба. Сакаат Исус да им направи она што ќе го побараат, да седнат одесно и одлево до него во неговата слава. На ова нивно барање останатите 10 ученици негодувале. Наместо да бараат Господа им даде сила да ја вршат неговата волја, тие од Господ бараат тој да ја исполни нивната волја, нивната желба, обезбедувајќи си успех за своите желби. И ние многу често во нашите молитви не бараме да ја вршиме неговата волја, не го бараме него, туку ги бараме своите желби, па дури се обидуваме да го убедиме дека она што ние го бараме е токму она што тој го сака. Сакаме да го убедиме Господ дека нашата волја е и негова волја. Но и кај нас не е нешто поинаку од овие желби на Заведеевите синови. Нашата логика ни зборува дека е подобро да се има отколку да се дарува. Подобро е да се господари отколку да се служи. Да се представиме поголеми од она што во реалноста сме. Во нашата внатрешност врие копнежот за моќ, чест, успех, углед, победа, а Голгота ја сметаме за пораз. Меѓутоа, понизното прифаќање на крстот, неговата доброволна смрт, ја менува таа логика. Затоа денес Господ не прашува и нас: можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас и да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Може би сето ова не го сваќаме во целост како и учениците, но тие сепак ќе кажат можеме. Ваквиот нивен одговор е само знак на нивната голема љубов кон Господ, иако во целост не ги сваќаат тие зборови, сепак сакаат да останат постојано со него. Нека тоа биде и нашиот одговор. Можеме.
Иако во овој момент многу работи нам не ни се јасни, како понатаму, што понатаму, до кога, сепак да му кажеме на Исус, можеме. Тој нека ја промени нашата логика да биде според неговата. Тогаш ќе сватиме дека логиката на Голгота не е пораз, туку победа, дека страдањето всушност е прослава, а служењето господарење. Тогаш ќе ја сватиме логиката на Исусовите зборови: Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. А меѓу тие мнозина сме и ти и јас. Со Богородица стоиме под крстот.